Петовци, гостиварци го вртат грбот на актуелната власт. Најголемиот проблем со кој се соочува Западна Македонија, како впрочем и останатите региони, е невработеноста, но надлежните не го решаваат. Председателот на Обединети за Македонија, Љубе Бошковски, ги посети жителите на гостиварското село Вруток. Да се отворат работни места затоа што се доведени на работ на живеачката, бараат жителите на гостиварското село Вруток. Со нив и граѓаните на Тетово и Гостивар во разговорите со лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски вела дека повеќе никој не верува на оваа власт. Поддршката која им била постојано ветувана, сега ја немаат. 15 години чекам работа и не сум вработена од непотизмот на Груевски и на роднините и на пријателите негови, што во секој град, во секое село, било каде ги вработува неговите роднини и пријатели. 20 години бев вамароец. Правев 300 чуда за ВМРО, да помане. Еден секунд не ме вработија. Нема више, моето семејство нема ни леп да јаде. Сите беа вамаровци, сега секој ден паѓаа, се помалку. Незадоволството е големо кај сите граѓани, без разлика на било каква припадност, затоа што поскоро мораме да одиме на избори и да го срушиме овој тоталитарен режим, рече Бошковски. Како тој ја замисли борбата против организираниот криминал, кога повеќе од очигледно е дека господинот Груевски и неговата мала група околу него го организираат криминалот во државата. Зборува дека приодот кон акцијата Пепел и кон акцијата Пајажина бил идентичен пристап, согласен со законот. Ние видовме дека Пајажина, односно Пепел, беше борба против Бајруш Сеидију, кој им го превзема на оваа група мафијашка бизнисот со цигарите. Со апсењето на господинот Велија Рамковски, тие покажа дека борбата е да се уништи единствениот медиум во државата кој објективно ги прикажува состојбите во македонската држава. Селото има добра местоположба и природни потенцијали, а сепак во него тешко се обстанува. Затоа вруточани бараат вработувања, за да може да се преживее и на овие простори. Како тој ја замисли борбата против организираниот криминал, кога повеќе од очигледно е дека господинот Груевски и неговата мала група околу него го организираат криминалот во државата. Зборува дека приодот кон акцијата Пепел и кон акцијата Пајажина бил идентичен пристап, согласен со законот. Ние видовме дека Пајажина, односно Пепел, беше борба против Бајруш Сеидију, кој им го превзема на оваа група мафијашка бизнисот со цигарите. Значи, ја уништија конкуренцијата во криминалната група на Бајруш, за да тие и натаму дневно во државата внесуваат по 20 камиони цигари, шверцуваат од Грција, кои коштаат по 500.000 евра, а тоа се 10 милиони евра дневно. Дневно граѓани на Вруток. И затоа се бореа против Бајруш. А во акцијата Пајажина, каде што упорно тврдеа дека тоа не е борба против А1 телевизија, видовме дека со апсењето на господинот Велија Рамковски, тие покажа дека борбата е да се уништи единствениот медиум во државата кој објективно ги прикажува состојбите во македонската држава, не можејќи да го уништат А1, сакаат да направат обид да го уништат господинот Велија Рамковски. И не може да се стави знак на еднаквост помеѓу акцијата Пајажина, помеѓу Диригент и помеѓу акцијата Пепел. Ова навистина покажува дека имаме сериозни проблеми во државата. Јас повторно, иако овој не успеал господинот Латас да му напише во одговорите на Мија, колку е господинот Груевски спретен говорник и колку знае да одговара на прашања кои не му се однапред припремени, или од господинот Латас, или од некои од неговите советници во ликот на Томиќ,
и така натаму. Видовме на белградската Б92 телевизија, видовме како тој ја посрами Македонија. Нема држава во светот, нити она последна од пријателот на господинот Груевски Мугабе, кој Мугабе исто така е, за жал, со овој потез кој сега го превзема владата, покажува дека Зимбабве и Мугабе се подемократи од колегата негов Никола Груевски. Јас тука немам зборови, но да го повикам народот, да ги повикам сите, почнувајќи од тутунарите, од стечајните работници и сите незадоволни во оваа држава, а тоа се 450.000 граѓани, да излезат, да им помогнеме на тутунарите, заедно да покажеме дека во еден тоталитарен режим, каде што 10.000 граѓани не се задоволни, имаме проблем, значи имаме режим. Каде што 20.000 граѓани не се задоволни, имаме сериозен проблем. Каде што 30.000 граѓани или 50.000 граѓани не се задоволни, мора владата да распише предвремени избори и ние мора тие избори да ги предизвикаме за да ја спасиме Македонија. До кога ќе трае ова голгота, ова измачување на земјоделците, на крај на невработеноста меѓу луѓето? Еве, јас сум една од тие што 15 години чекам работа и не сум вработена од непотизмот на Груевски и на роднините и на пријателите негови, што во секој град, во секое село, било каде ги вработува неговите роднини и пријатели. Еве, ние имаме школски пример овде во Равен, во првото село, каде што е најголемата хидроцентрала во Вруток, каде што господинот Груевски ги собира луѓето од цела Македонија, кои му се негови роднини и пријатели по фамилиарна линија, за да ги донесе овде во Равен. И видовте кој е незадоволство на нашите пријатели албанци, бидејќи тоа е село каде што 100% живеат албанци, ги блокираа патиштата токму затоа што Груевски ги донесе роднините да работаат во село каде што имаме најголема хидроцентрала, овде во Вруток. Значи, непотизмот и фамилиарното, не партиското вработување, него фамилиарното, семејното вработување продолжува. Државата треба комплетно да се фамилиаризира, да постане држава на фамилијата на Груевски. Вруток не може да произведува тутун, Вруток не може да се пофали со производство на грозје и така натаму. Но Вруток, а тоа вие ќе го видите денес и го гледате секој дневно како врутокчани, тетовчани и гостиварчани, има одлични шанси за развој на агротуризмот. И тој развој го гледаме во Вруток. Гледаме дека Вруток е посетен од сите амбасади кои се во Република Македонија, сите остануваат без текст кога ќе дојдат во Вруток. Ние сакаме секое македонско село да биде Вруток, да ги има истите шанси кои ги има Вруток. Вие рековте дека е денеска убав ден од сончев. Мене 20 години, ако грее сонце, мене ме грее сенка. 20 години не работам нигде. 20 години бев ВМРО-ец. Правев 300 чуда за ВМРО, да помане. Еден секунд не ме вработија. Нема више, моето семејство нема ни леп да јаде. Имам дуќанче едно на крај од градот. Нема кој да купи. Мојот реал на 2 вреста. Сите се во тетекс, ги збаркаја сите. Сите се по конфекција, сите излегува. Што да правиме ми од тој дел? Кој е чаре да го бараме? Сите беа ВМРО-ци, сега секој ден паѓаа. Се помалку и помалку. Ние граѓаните не сакаме да ги делиме на припадници на ВМРО или на некоја друга идеологија. Овој модерен патриотизам за кој ние денеска се бориме во 21. век, прво и основно, ние сме десничарска народна партија и ние во првата реченица зборуваме дека сме наследници на идеологијата на ВМРО, но таа идеологија им припаѓа на сите граѓани, бидејќи тоа е, јас многу пати па и денес ќе повтораме, шифрата за обстојување на македонскиот народ, на граѓаните на Република Македонија. Но сакаме ВМРО да го заштитиме од понатамошната, за која вие зборувате, ерозија, за понатамошното злоупотреба
на овие свети 4 букви ВМРО. Единствено што се плашам е ако овој тоталитарен режим, предводен од мафијата, од организираната мафија која го организира криминалот, а не се бори против организираниот криминал, тоа ме плаши дека Македонија ќе нема иднина. Тука су со вас за да ја гарантираме денешнината пред се и иднината на граѓаните на Република Македонија.